Значи да повторам уште еднаш. Предлогот Викторија Аврамовска да биде заменик министер за правда е класичен непотизам, поддржан од премиерот Ковачевски, врз основа на влијанието на таткото на предложената заменичка Божин Аврамовски, кој што е член на Комисијата за помилување кај председателот Пендаровски и долгогодишен судија сега во пензија. Зошто овде има и конфликт на интереси? Има конфликт на интереси затоа што Министерството за правда е министерство кое што согласно законот има надлежност да одлучува во постапката за помилување и формира комисија каде што членот на комисијата по автоматизам е и министерот за правда, односно тој кој што го заменува заменикот министер за правда. Оваа комисија од Министерството за правда доставува извештај за сите годишни, празнични, по повод Нова година, Илинден и други датуми или значајни настани, прави список на лица за помилување и тој список на лица го доставува до председателот на државата, односно до неговата комисија за помилување. И овде ќе имаме еден случај, освен што има непотизам, има и конфликт на интереси каде што ќерката од утре заменик министер за правда ќе учествува во изготвувањето на списокот за помилување, кој што треба да биде испратен кај незиниот татко, член на Комисијата за помилување кај председателот Пендаровски. И затоа сметам дека ваквиот класичен непотизам и конфликт на интереси во неколку зборови, сакајќи или не сакајќи, го опиша и господјата Габер, која што е директор на Академијата за суди и обвинители, каде што се испостави дека 20% од селектираните студенти на Академијата за судии се деца на актуелни функционери. А таа кажа дека во тоа не гледа ништо спорно, бидејќи некогаш фамилиарно може некој да има склоност или традиција или некакви вештини за да продолжи со професијата на своите родители. Но мислам дека ова е само еден блед изговор кој што може да важи за директорката на Академијата за судии, но на сите ни е јасно дека функционерите преку своето влијание создаваат вакви неповолни услови, каде што другите студенти се неконкурентни. И на крајот, за она што е проевропски или неевропски. Денес, Институтот за демократија Societas Civilis и Фондацијата Конрад Аденауер има анкета и извештај со мерење на различни мислења, вклучително и за процентот кој е за или против уставни измени. 80% од етничките македонци се против уставните измени, а напоменувам, 56% од членовите на СДСМ се против уставните измени. Затоа не треба да се жигосува и да се поларизира, бидејќи народот има